Талат Џафери премиер, Артан Груби прв негов заменик. Вака најверојатно ќе изгледа преодната влада од 29 јануари. Наместо конкретен одговор дали Груби ќе остане на функција. Актуелниот шеф на владата констатираше дека тоа место не било многу значајно и не требало да биде експонирано. Но се поставува прашањето, како таа функција стана толку неважна, кога во политичкиот систем ја воведе токму владата на СДСМ. Ја не го сметам тоа место за толку многу значајно за да биде толку експонирано, да ви кажам искрено. Тоа е само еден од вице-премиерите. А премиерскиот оптимизам расте како предновогодишна еуфорија. Социјалдемократите според сите досегашни анкети имаат најнизок рейтинг, но Димитар Ковачевски е убеден дека ќе победи на изборите. Иако бројките индицираат пораз на СДСМ, сепак Ковачевски со насмевка и гордо вели ќе правел влада. Јас сум исклучително мотивиран човек и има многу анкети кои што покажуваат различни резултати. Јас знаете дека сум човек кој што се води од работа и кој што се води од остварување на цели. Јас не седам во мојот партиски штаб заедно со моите колеги од раководството и да цртаме анкети на кои што водиме за да ни биде поубаво. Од ВМРО ДПМН реагираат дека нема истражување на јавното мислење кое не покажува дека рейтингот на власта паѓа и дека огромно мнозинство од граѓаните мислат дека Македонија со владата на Ковачевски оди во погрешен правец. Легендата вели дека Димитар Ковачевски уживал дури 50% доверба во една поголема скопска општинска организација на социјалдемократите. После таа анкета тој престанал да чита анкети и да се распрашува колкава доверба ужива меѓу граѓаните. Најдобрата анкета за ставот на граѓаните се предстојните избори. Во Македонија никогаш не било полоша. Државата има најнисок раст на бруто домашен производ во регионот. Долгот ги руши сите рекорди, а околу 600.000 граѓани живеат во сиромаштија. Криминалот и корупцијата цветаат, а судството и обвинителството се впрегнати во јаремот на оваа влада, само функционерите да крадат, а институциите да молчат. Во меѓувреме партиите се подготвуваат за техничката влада. СДСМ изминативе денови завршиле со сите процедури околу имињата на министрите, кои ќе бидат дел од преодната влада, а во скоро време се очекува да заседаваат највисоките партиски органи на ВМРО ДПМН околу истото прашање.